Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на нашата емисија Гответе со Дракче. Добар ден на гледачите на Канал 5 телевизија ширум светот. Знам дека и денеска со нетрпение очекувате да ја гледате оваа наша емисија, да научите еден нов специјалитет и верувајте ме дека денеска исто така ќе се радувате за мојот денешен гостин кој што ќе ни го подготвува овој рецепт. Тој е еден посебен лик, едно големо срце и знам дека и музиката која што ќе ја слушнете ќе ви се прилепи за срцето. Затоа подгответе се за едно убаво дружење и едни убави минути. Можете да си седите пред телевизор, да ви крчка јадењето на тивко, да си пиете кафенце, чајче, напиток кој што вие си го сакате, можеби какао, капучино, салеп. Време е сега, нели? Можете да се напиете и да ви биде интересно и нашето дружење. Секојаш ги поздравувам гледачите ширум светот, но и нашите во Македонија, оние кои што многу не бодрат, оние кои што ни даваат енергија, оние кои што ни даваат сила и со таа сила ние се повеќе раснеме и се подобри емисии си правиме. Знам дека и денеска ќе не следите, ќе ни испратите многу фотографии и многу коментари, затоа моите бакнежи до сите вас. Да си ги поздравиме на почетокот и нашите пријатели на оваа наша емисија. Пријателите од ПК Беско. ПК Беско познати по сувомеснати производи со висок квалитет. Еве да ги поздравиме ПК Беско и да им посакаме успешна работа. А вие користете ги производите на ПК Беско и нема да погрешите. Реков, денеска ќе имаме посебен гостин кој што секојаш има широка насмевка на своето лице. Ние ќе му абетиме за неговата професија, за неговата работа во текот на нашето другарување, која е љубовта кон музиката. И верувајте ми, со радост си го повикувам мојот драг, но и ваш пријател Оливер Настоски Батка. Ајде да си речиме една песна, многу гласовита. Еднаш мајка јуна краља, оној ми е бил, рано певомај ме се. Ајде да си речиме уште наш да се торак 7 пати, 7 дена во недела, 6 месеци, пол година, 5 прсти рака има, 4 номи на орото, 3 на крсти рустрија, 2 очи мома има, еднаш мајка јуна краља, оној ми е бил, рано певомај ме се. Ајде, Ти здраво, благодарам, добре ми дојде со песна и со насмевка. Ова е тамбурата, не е утот кој што сите сакаат да те видат и со него. Повели, можеш овде некаде. Вака ќе ја метнеме. И да помуабетиме малку плюс, како си ми ти. Благодарам, добро. Благодарам на поканата, ми беше чест. Се изненадив. И навистина уште од прва кога ми кажа си дојде тука, многу си се радував да ми бидеш гостин, затоа што ти си една посебно мила особа. Личност која што е упадлива во очи, прво по скромноста која што ја поседуваш, по насмевката и твојата музикалност. Одлучив да те видат нашите гледачи, да дознаат малку за тебе и да направиме еден специјалитет кој рече ти, Дракче, го правам дома, сите го јадеме и седнуваме и си макаме со лече. Секогаш е брз, моето темпо во овие години е тоа. Иначе сум професор во средното музичко училиште. Потоа имам и приватно школа, едукативен музички центар Наши ноти, кој што со двајца мои колеги Роберт и Андреј, они го отворија, јас после една година, оваа година правевме 5 години од училиштето, благодарам, каде што во тоа училиште ги учиме децата да ги учиме народна музика,
ги учиме нормално да солфеж и сето тоа, но преку народната музика. Така да си осознаат корените, да си ги осознаат нашите помлади деца. Убаво е тоа и затоа веднаш кога влезе ти сите вика еве го професорот дојде. И навистина е убаво. Ќе си поставиш ракавици, јас овде ќе ја вклучам малку тавата да ни се загрее. Ајде. Рече прво на потивко. Да, прво на потивко, мефцето малце само пошто го ставаме на крај, а може би му треба малце поише време, некој го вари. Кога имаме време го се освариме, но еве одлучивме сега да биде вака. Ете, ќе си работиме и ќе си муабетиме и ќе пееме и свириме, како беше. Музиката која што ти ја негуваш, јас многу ја сакам. А и гледачите ја сакаат и ќе им биде мило. Знам дека ќе им биде мило. Се трудам секогаш, како да кажам, пак ќе кажам, искачам рано, се враќам навечер. Многу ретко имам дома простор да се завртам. Знаеш да се лутиш? Па тоа ми е мана. Не ти личи затоа, мене исто ми било. Ајде, Драгче, налюти се. Абе, не ми личи, кој ќе се налютам, си го задржувам за себе. Така. Цаептен кога некојаш ќе згусне, ама ете, душа не дава. Колку и да се лютиш, душата не дава. Имаш таму крпчиња да ете, така, добро, вака сега. Прво ќе ги ставиме на тивко, мефцето, да си се вака цело, само колку за да фати боја. Така на многу тивко, значи на петка. Како ти кажав, јас секој на посебен начин си ги прави. И сега ќе земеме, ќе ги сецкаме прво кромидот. Вака, некој сака на поситни, на покрупни, секогаш како тебе ќе ти е секогаш различно. И како ти умееш, треба да го направиме. И така, многу, мислам, дома најчесто готви мајка ми. И кога дете ме кара, уште него јадењето да стигне, јас мастрафот сакав да си каснам од... Сакаш да си пробаш од тавчето. Од тавчето и така да... Ако де, убаво, сите деца сме го правеле тоа. Сакаме да пробаме мајките што ни правеле. Кажи ми, ајде сега да им пренесеме на гледачите љубовта кон музиката и народните инструменти. Ти свириш на повеќе. Значи свириш и гајда, и кавал, и тамбура, и уд. Уште што ли не, да не сгрешам. Значи... Па средното музичко вака испадна. Јас прво почнав да идам нигрорна. Морам да упатам посебен апел до сите. Значи децата да си ги пратат на играорна, пошто не само играорната, мајка ми викаше за да не бидеш на улица, те праќам на играорна. И моето хоби испадна професија. Од секогаш сум бил вака пуничок, да не кажам дебел. И сака да вежбаш, да ослабнеш. И мајка ми која беше да се запишуваме во средното музичко, мајка ми викаше професорот, тогаш Владимир Јаневски беше главен на оделот. Него примете детево, дебело е, демек нема да биде. И кога отидов со успехот, бев прв на табелата. Ај, браво. Па ме примија. Значи, сега таму средно завршив, сега и предавам. Браво, одлично. Нигрорна прво почнав во Кочо Рацин, кај Тони Богдановски. Прво почнав кај него и кога се запишав во средното музичко, малце да кажам бев повешт од другите дечиња. Толку може сега да го тргнеме, пак да го вратиме. Вака. Така. Бев малце повешт и да ви кажам искрено, малце на почетокот ми беше досадно, пошто првите часови се учи правилно движење, правилно одење. Значи затоа викам децата ги запишат нигрорна. Освен тоа, има едно многу интересно, вика шетан, прошетан, најшетан игрорец. Игрорец. Благодарение на игрорната јас го шеташ светот. Да. Прошетав многу. Вака. Јас ке внимавам на него, да додадам ли уште масло? Види? Може малце. Зашто ќе впие самиот. Сега ги сецкаме. И така, значи со игрорната... Да. Прошетав доста. Јас викам малце за мене. Секогаш повеќе и повеќе сакаме да шетаме, но сега овој период, пошто еве како професор со училиштето повеќе обврски и не стигам толку патувања, иначе до пред 3 години идев по минимум 5 турнеи во
во годината. Се навраќаш ли на моментите кога ти беше ученик и си викаш сега од другата страна, професорот? Па уште не можам да се адаптирам на таа страна. Да, Уште да. ми е, како да ви кажам, Ги учиш ли децата на она што ти го впиваше како ученик? па само тоа и можеме. Ете така, Само тоа е и многу Колку битно. и да се трудиме, Да. колку и да се трудам нешто друго, не можеш. Значи, Така. што викам, да измислиш топла вода не можеш. Така. Се е измислено, туку ти го даваш тоа што Што го имаш што во го себе. имаш, што го знаеш, што си го Така. научил. Што си го практикувал ти сега тоа го даваш. Вака лукчева, ќе исечеме малце лукче за да Ајде, мирисе, тоа директно ќе го ставиме вака. ајде мајсторе. Добро. И секогаш се трудам на учениците да пред се сакам да им да бидат добри луѓе. Тоа е најбитната основа на човекот. Скромноста и друго лукче ќе го ставиме подоцна за мирис. Така. Секогаш ги гледам да бидат на време, што е исто многу важно. Значи мора да секогаш да внимаваш на твоето време, ако сакаш и другите да внимаваат и на твоето и на нивното време. Мора секогаш да бидеш точен на време. Ако си ветил нешто, гледај да бидеш па и порано на местото за нели секој своето време си го планира и секое време си вреди. Пари вреди, така викаат старите. Да. Пари вреди времето. А и вистина, некогаш велиме ајде да не му го одземаме на некој времето, затоа што можеби токму ова работа му е многу битна. Ете така. Добро. У средното училиште сега моментално главни часови ми се народно пеење. А во наши ноти таму изучуваме и таму народни инструменти, подочно имаме кавал, гајде ученици, повеќето се тапанчи. Значи сите Сакаат тапанари да видат, да. Сакаат на тапан да чукаат. Тоа уште малце се подзацрвени, ќе ги подадеме и печурките. Оливер, многу си ми интересен, баш како готвачите што ги гледам во филмовите, си готват и со кошулчето ќе се позабришат. Она исто така во филмовите готвачите си поширока кошулка, нели? Имаш салфетки таму. Така, имам и на рацете некојаш и стегач носам и кој ќе ме прашаат што ти е тоа, што си направил на раката, викам не е ништо, викам туку се подзабришува. Така. И сега тоа се порано носеле на појас. Знаеш дека носеле ткаена крпа? Бришалка. Па да, бришалка. Бришалка, така викале, тоа е дел од во делот од источниот така. дел на Македонија го викаат бришалка. Не, поинаку ќе се сетам, тријачка. Тријачка го викаат. Ете така. Јас по струка сум средното музичко уствари во дипломата во средно ми стои балетски оддел. Леле, замисли балет. Играорец. А иначе сум играорец и со оваа тежина, например. Со оваа тенка половина. Тенка, витка става, моја витка става. Балерина. Да, шпага знам да направам, звезда се чуда. Браво. Така да... Тоа беше интересното да ни го кажеш. Како значи да се биде на ваква балерина? Значи, тежината сега више годините полека си одат, си бара нормално, но како помлад не ми сметаше, дури... Друга била мускулатурата, да. Бев подвижен, дури повеќе од некои дечиња што беа и послави од мене. Така. Но и желбата е голема, љубовта кон нештото да се постигне е поголема од она, ако се оптеретуваше со тежината, немаше да успееш. Да, јас никогаш не размислував од тоа. Од дете, например, во градинка, уште беше има една интересна многу, кажам, анегдота за мене. Сите другари се пријавивме, дојде наставничка за балет. И сите се пријавивме и почна сите да се откажуваа. Јас не икам, и кога останав ше двајца, и кога дојдев, кога реков јас не икам, не ми дозволија. Уште две деца машка стани и не ми дозволија, пошто сега другариве. Интересно. И си вика, ова буцкастото ќе биде балетан. И прво почнав таму, па
Па после тоа идев и на Ритам Плюс. Во МКЦ. О, па ти многу имаше работа. О, браво. И во МКЦ идев на Ритам Плюс и на крај се од 2003 станав играорец и од тогаш до сега. Затоа си ти умно дете, немало време за тепачки по улици. Па, ајде да не кажам, ги бегнавме тоа, затоа и каже мајка, вика, не по улици, вика, дај не игрорна. И кога дојде така беше, од моето хоби стана и професија. После тоа завршав етнокореологија во Штип. Тоа сакав да го кажеш, зашто во твоето CV тоа е еден значен момент. Етнокореолог, кој што главна гранка се народните ора. Ете. И покрај народните ора и така почнав да свирам народните инструменти. Кој иде во Кочурацин беше хармоника и тапанче и окей, бев играч од подобрите, но подоцна почнав да гледам на народни инструменти. Пеце Атанасовски, гледав Васка Илиева со народни инструменти, и гледав народните инструменти ми беа као чутни, не така допирливи за нас. Така. И кога се запиша во средното музичко, почнав да тамбура, иако во програмата стои дека треба да биде од трета година народни инструменти, ја што од прва година почнав да... Не ти се чекаш. Не ми се чекаше. И почнав да свирам и така се... Чекам да го додадеме месото. Уште малце тоа, за да фати боичка. Добро, за да извадиш ракавичките да ни свириш. Да, време ти е. Добро. Рака и лукчево. Значи, затоа го даваме при крај, пошто за да пушти само мирисче. Баба ми правеше зимница, например, патлижан, пиперки и ќе ги сецка, ќе ги стави во фрижидер така замрзнати и после само ќе ги одмрзне. И да си додаде. И на крај лукчето беше убаво, како свежо. Добро. Главниот момент. Ти извади ги ракавичките, подготви се. Ете така, сега ставиме и мефцел. Ете така. Можеме? Ајде, додај ги, па јас ќе ги промешам. Треба фатуше малце боичка, ама времето... Ајде, полека, ќе си ги крчкаме така. Ете така. Можеш. Извади ги ракавиците, подзабрише се од потта и земај си инструментчето. Така е. А режијата е подготвена, се надевам, за нашата музика, за она што треба да следува тука.
ете таа е убава песна. Седи си вака. Само кажи ми што да додадам јас овде од ова. Ништо, сега чекаме само да се зацрли, да се Дали зреме треба да малце додадем сол. малку сол? Да, Добро. малце сол и бибер. Добро. Ке ми кажуваш, зашто Да, слободно. ќе ја пуштиме уште и другата така. песна, за да ни Другата видиш. пошто свириме на ут, ќе оставам овак, само ќе ја пееме таа. Добро. Таа Ај, другата потој песна е со чалгиите. Ова е групата вокално-инструментален состав Аманет. Сега слушнавме песнава. Так. Таа група славевме 5 години, оваа година е 6-та. Одлично. Да, другата Ги година ќе поздравувам славиме сите од Аманет, членови. да. Значи таму сме 3 девојки и 8 музичари. И јас сите ги знам и затоа Да. сите ги поздравувам. Да. Па желбата прво се вака. Бев во 2013 се сака имаше обновување на народните оркестри по телевизијата македонска, на прва. И тогаш 2012 спрема 13 сака да се обноват. И јас бев дел од оркестарот на традиционални инструменти. Да. Свирев тамбура, но по една година тоа престана. Не знам зашто, се прекина и Толку бил желбата... проектот. Тогаш тоа беше желба дека можеше и да продолжи. Значи да се обноват и да биде како вработување, како порано, како пецата насовски, Така, да се така. биде работно место. И тоа имав желба. И кога прекина тоа, не останав само на себе, туку прво формиравме на група Чалги и Мерак, која сега ќе слушнеме на песна од Неив, Нив. каде што таму свира мут и многу е битно оркестарот го прави инструментариумот. Значи, чалгиите се ут, канон, виолина, тарабука, кларинет и нормално дајре по потреба за песната. За песната. И прво формиравме Чалги и Мерак, а подоцна и нормално и како здружение да не остане инструментите, традиционалните инструменти како оркестар да не замре, освен танец и во некои играорни кои што не толку доминира. Така. И ние го оформивме вокално-инструментален состав Аманет. Аманет. И сте супер друштво. Така, Одлични сте. благодариме. Ајде сега да слушнеме. Ајде да слушнеме Сега ќе слушнеме на песна од Чалги и Мерак, Тури мајко тури, бистра ракија. Ајде да чуеме. Say
Браво за песната, Ептен народна, па мислам дека како мало дете јас лично сум ја слушала, значи таа е повеќе од 100 години. Да, повеќе од 100 имаат години. со Шалгискиот оркестар од Македонско радио и телевизија, оркестарот Шалгискиот оркестар, таму ја снимија и нормално ние пробуваме да ги обновиме за да бидат подостапни до младите. Вака си крупен. Свири шут кој што е голем, ти личи. Тамбурата исто, но како е со гајдата? Ле. Имаше една фотографија многу интересна. Ќе ги погледнеме каде што си со гајда и со кавал целиот натоварен на тебе. Точно знам која е таа слика која ви кажа. Тоа е на еден фестивал во Полска, во Закопане. А таму? Да, таму може 3-4 пати одам, тоа е еден голем фестивал на народни инструменти со ора, со се. И тогаш бевме со Кочо Рацин друштвото и бев придружен само како свирач. Знам дека многу пати луѓето од Закопане, мислам културно-уметничките друштва доаѓаат во Македонија, збратимени се со многу фолклорни друштва во Македонија. Тоа таму е едно чудо, значи ден денес традицијата е жива. Кога кажувам традицијата, како да кажам, велиш застанало времето. Тука значи таму се шетаат во носи, коњи си имаат коњи со кочи што им е атракција, што уште се возат. Јас бев сместен во една фамилија кој што чува коњи, ама кога кажувам коњ расен, убав коњ голем. Значи тоа се прекрасни вакво и во самото образование имаат народно пеење. Сите до еден ги знаат песните таму. Имаше една смотра и во Скопје, но и во Охрид, каде што многу големо внимание се привлекоа токму луѓето од Закопан. Па да, и таму има, ако не се лажам, и многу од Егејска Македонија. Браво. И избегани, и затоа се многу и поврзани со нашиот. Јас дури и носиите кои ќе ги споредам, бечвите што ги имаме ние белите, таму се истиот. Само иста, ова само со различна кројка. Така да ти тоа го забележуваш. Значи прекрасно, таму видов нешто што ми остави голем впечаток, на пример, се возиме со автобус и еден доаѓа господин, се поздравуваме и он со автобус се симна, не поздрави, си прови. Кој беше тој сега? Кој беше познат вака, не знам. Тоа градоначалникот. Како најнормален граѓанин со сите Што да ти правам кога си ми буце? Ајде да ги погледнеме фотографиите. Ајде да ги погледнеме фотографиите. И гледај си во тавчето, но гледај во... Ова е, снимавме во Македонско село, снимавме приказна со легендарниот Гоце Тодоровски. Така да си го он како чорбаџија, а јас како свидач, како ги развеселувавме. Исто морам да го поздравам Владо Дојчиновски. Ова е, ова е во Полска. Ете, позади пишува фолклору. Да. Ги бира фотографиите, велам да ти изненадам што сум одбрала јас. Тука свирев на сите инструменти народни, се представи со сите инструменти, земав и прва награда. Ова е една русинка во Италија. Ова ми се бенди за оглас да дадам, оглас. Да, секогаш кога патувам, јас прво нешто што правам, се тргам од друштвото мое и прво одам да најдам друштво од страна. Најчесто од Јужна Африка, од Јужна Америка наоѓам луѓе. Фотографии? Да, но и еве ова сте одбрале, ова е русинка. И ова ми се допадна од македонските народни приказни? Не, ова е една емисија која снимавме. Ја мислев од приказките. Не, ова е една емисија, се викаше Аманет. Емисијата се викаше Аманет. Браво. Да. Па колку е убава, ова баш убава фотографија. И ова многу ми се допадна, ја одбрав. Ова е, па и така народните приказни, што се во режија на Владо Дојчиновски. Со него се запознавме на една свирка, не знам на која, да го поздравиме многу. Да го поздравиме. Заеднички пријателни се најдовме во срцата и во умот. Значи, се сретнавме многу спонтано на свирка, вино се напивме ваму таму и после неколку години се договоривме ајде да се видиме, викам Владо, ние ќе свириме, ќе правиме концерти, ама не сакам концертите да бидат само да седиме и да свириме.
Не, па Владе е темперамент, И личност. одма ме свати шо и направивме прекрасни два концерти со Аманет кои што беа визуелни, подковани под негова да ја режија. видиме. Убаво. Ова е исто за народните инструменти. Прекрасно. Иста е на емисија која што Значи, убави слики сум одбрала. Да. Браво. Браво ова е за мене. оствари слепите гуслари. Ова е од првиот концерт на Аманет. Ова е првата година Леле, во режија леле, на Владо и тука така си на мислев- концерт јадеме, пиеме, Викам, свириме. дали е Оливер, дали Да, е да. Џумерко. Уживо, ова се идеше во живо. Во Многу живо свириме, во интересно, живо браво. пееме, во живо Браво. пиеме, во живо јадеме. Одлично. Печена кокошка. Да. Овие. Наполеон. Капите ми се исто голема пасија, дома имам... Ова гусарска. Да, имам еден куп капи. Ова е од некој актерско студио. И се сликам така, но имам и дома еден куп различни капи кои што оставиле некој впечаток од моите патувања. Значи, треба да ти направиме една посета да ги видиме. Така. Сега ќе видите ова како се црвени. Значи е при крај и многу кратко ќе додадеме хоплата. Добро. Имаме ли уште фотографии или... Еве, знам дека ова бирав јас да имаме пуст. Ова не знам каде, ова многу пати вака сум Без оглед, свирел ама во многу ова. убава. Ова е исто многу. Ова секако додека свирам, Ми изгледа како да си во градот Па- на конзулите, во Битола. на вистина уживам. Да. Одлично. Ова е на еден проект кај што работам One Beat Balkan. 2018 бев One Beat во Америка, па после тој се пренеси тука на Балканот и ова е од Косово со различни музичари. Лейт од Америка, од Хрватска Мајк и од Косово Томор Кучи. Прекрасно. Ова е во училиште еден колега сликаше. Јас ја одбрав, Ова е ептен. Знаеш како ми Така. изгледаше некако опуштено. Да, ова е ептен Затоа. така Да. со колегата се сликавме. Одлично. Значи тука завршивме со Да, фотографиите, па и сега таман готово и ова е хопла. чим е црвенето. Сега ја додаваме хоплата. Така, ова ќе го ставиме тука. Ете така. Ја додаваме хоплата. Доволно. Така. да си И искаш. го додаваме одма Карито. карито. Сега, Ти зашо рече кажа дека поише? сакаш многу кари. Кога бев во Јапонија 2013 година и таму кој ќе пробав нешто со кари, беше стварно со кари. Да. Или кој ќе влезам во некој индиски во Америка или ресторан било каде индиски, кој ќе кажеме кари, вкусот е на вистина на кари и се става поише. Не Ние со тука мал мирис. повеќето ставаме само колку да фати боичка. И јас сум освен боичката, сакам и да има вкус на кари. Сега ќе има. Сега ќе има. Ете така, добро. И сега мешаме Додека Оливер си го промешува ова, јас го барам рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Пилешко во кари. 300 грама пилешки стек, 2 главици кромит, 2 до 3 чешниња лук, 250 грама свежи печурки, 150 грама павлака за готвење, 1 до 2 лажици кари, масло по потреба, сол, бибер и други зачини по избор и малку магданост за украсување. Ние си земавме и шери доматчиња за да си го украсиме сето ова. Вредно работеше, да ти кажам. Те уморив максимално. Можеш овде да го поставиш. Веќе гледам дека е готово. Да. Еве ти ја и чинијата Така, за сега сервир. прво ширите ќе ги исецкаме за да декорираме. Дали ти е потребна друга даска? Може. Еве позади. Ајде, може слободно. Ова ќе го земам. И лашичката за ножето. Еве ти го ножето Тука, ајде. до нас. Колку брзо ова ти одеше тебе. Кажувајќи се што ти си направил во животот, а си толку млад, јас очекувам дека следната работа ќе ти да бидеш космонаут. Затоа што се ова што ти го изнакажа е на голема работа. Да, не спомнав. Голем багаж позади тебе. Исто морам да ги спомнам, имаме деца со инклузија кои што работиме. Тоа не смеме да се Да, значи кои што
во општеството се поише и поише за жал, но јас не викам за жал, туку тие се више дел од се вклучени во целокупната сфера на И живење. така да јас не ги жалам, туку И не напротив смееме, многу ги да. бодрам и ние учиме многу од нив. Така. Значи јас имам дечиња кои што ден денеска трпението и многу работа учам од нив. Трпение, сензитивност, Страшна наслевка, работа. многу љубов во нив, искреност, така. Ете, сето тоа значи треба да го учиме од самите нив. Вака. Уште едно. Ова ќе да дадеме. Вака. Сега Можам јас ова да го повлечам за да потоа можат да си мацкаат, како велиш ти, и да си вака, мацкаат да го колегите. украсиме. Ете така. некоја македонашче како цвече. Ќе ставиме. Ето. Какво убаво јадење, колку ти брзо со леснотија го направи, рацете ти работеа како машина. Ти благодарам за онаа позитивна енергија, за таа голема љубов која ја сподели заедно со мене и со гледачите на емисијата Гответе со Дракче. И, значи, желбата ми се оствари да ми бидеш гостин со многу љубов. Благодарам на тебе, благодарам и на Многу Канал си се 5. радувам. Многу си се радувам. Што секогаш поддржува, да кажам, македонска музика, македонски артисти и нормално соработка, заемна соработка да постигнеме поголем успех кај општеството, да кажам. Ако сите сме со такви мисли, ќе го постигнеме. Да. Ова е подарок од нашите пријатели ПК Беско за Благодариме. тебе, за нашите учесници во нашата емисија. Благодариме. И уште еднаш многу ти благодарам и ти посакувам само успеси во животот. Благодарим. Сакам да ги поздравам сите гледачи, да бидат здрави и живи, успех на секое поле и да се гледаме повеќе и повеќе на За малите добро. екрани. За добро. Ете, Така. колку убава порака ни испрати Оливер, драги мои, или љубиме да си го кажеме батка. Знам дека ви бевме интересни, знам дека оваа емисија ќе ги гледате и во репризните изданија на YouTube каналот, затоа ќе го бодриме и понатаму да си остане каков што е, со многу позитива и многу љубов во него. Ве сакам. Поздрав.